Ги прифатила ли македонската влада бугарските црвени линии кои значат целосно негирање на македонскиот народ, јазик и историја? Ваквото прашање се наметнува по двете изјави на министрите за надворешни работи Бујар Османи и првиот вице-премиер Артан Груби, според кој Бугарија веќе добила тоа што побарала. Османи синоќа во гостување на една телевизија рече дека овој пат во очи на носењето на одлука за тоа дали Македонија треба да почне преговори со Европската унија, за прв пат Бугарија не можела да најде вина во нашата земја. За прв пат, не само 26 земји членки, туку и Бугарија не можеше да најде вина во Република Северна Македонија. И Република Бугарија образложението за својот став го најде во декларацијата на собранието, во потребата за акомодирање на новата политичка влада, да осознаат повеќе за досието, но не и да вперат прст кон државата. Затоа што навистина не оставивме ништо на случајот. А само пред неколку дена вице-премиерот Груби јавно кажа дека ги испратиле сите одговори што Бугарија ги побарала. Но што е конкретно испратено од влада не појаснуваат. Недостапен за одговори е и премиерот во заминување Зоран Заев, кој на последната пресконференција порача дека зголемувањето на коалиционите партнери е и јасна порака до Бугарија дека има стабилна влада за изнаоѓање на решение. А додека македонската страна индиректно нафрла детали за можните отстапки, официјална Софија минува ставови преку ноќ. Откако новоименуваниот бугарски премиер Кирил Петков најави дека во следните 6 месеци ќе се најде решение за спорот, но и време е да се сменат ставовите кон нашата земја, експресно реагираше европратеникот Ангел Џамбаски. Бара извинување од Петков, оти ставот за Македонија не можел да се смени. Премиерот Петков должи итно објаснување бидејќи бугарскиот став на темата Македонија не може да се смени. Тој почива на основниот факт дека Македонија е бугарска, втората бугарска држава на Балканот, како што ние од мојата партија постојано изјавуваме. Бугарската позиција не може да биде променета поради притисок од некои западни партнери или од некоја конјунктура, па дури од финансиите од европските фондови. Ова не може и не треба да се случи. Премиерот Петков должи итно објаснување. Заменик председателот на бугарските социјалисти на Народното собрание Кристијан Вигенин се приклучи на серијата изјави за бугарската позиција за евроинтеграцијата на Македонија и рече дека таа не е променета, алудирајќи на интервјуто на Петков. Начинот на кој е цитирано интервјуто во бугарските медиуми не е тоа што се наоѓа во оригиналниот текст. Одново истакнувам, бугарската позиција останува единствена, таа истата што е потврдена со одлуката на Народното собрание. Во нашиот договор пишува дека таа позиција останува и ќе биде надградена со идеи за нови заеднички комисии за соработка во одделни области. Вчера Советот за општи работи на Европската унија ги усвои заклучоците во кои се вели дека со нетрпение се очекува да се одржат првите меѓувладини конференции со Македонија и Албанија што е можно поскоро, откако ќе бидат одобрени преговарачките рамки.